2 нови министерства за енергетика, рударство и минерални суровини и за спорт најавува ВМРО ДПМН како идна владеачка партија. Енергетиката и рударството го воведуваат бидејќи досега тоа било еден сектор во Министерството за економија кој многу слабо ја вршел работата. Планот е и досегашната агенција за млади и спорт да биде трансформирана во Министерство за спорт, а секторот млади да влезе во социјална политика, демографија и млади. Ресорот труд да влезе во Министерството за економија и труд, а оттаму да се издвои туризмот и да биде дел од Министерството за култура. Политиките кои што се однесуваат на енергетиката се спорадични, адхок, без системски решенија и заради тоа сметавме дека производството на квалитетна електрична енергија која што ќе ни користи на сите како држава, која што ќе направи енергетски стабилна држава, но и грижата за животната средина и за климата треба да бидат усредоточени во едно министерство кое што целиот фокус ќе го има на енергетиката. Што значи ги излекуваме секторите од Министерството за економија и дополнително ова министерство ќе има надлежност над сите енергетски јавни предпријатија. За реализација на плановите на ВМРО ДПМН ќе му биде потребно двотретинско мнозинство во парламентот. Дополнителниот заменик министер Андоновски посочува дека станува збор за национален проект, а не на една политичка партија. Поттука очекува сите политички страни да се вклучат во носење на законските измени. Прв закон кој што треба да се менува е двотретински закон, е Законот за организација и работа на органите на државната управа. И јас кажувам дека тоа треба да биде национален проект, не може да биде само проект на една политичка партија. И заради тоа начинот на кој што ќе се подготвува законот и ќе се носи во собранието нема да биде едностран. Секако ние како предлагачи, како идејни творци на овие министерства и затоа што произлегуваат од нашата програма можеме да подготвиме определен драфт, определен нацрт. Идејата на ВМРО ДПМН е да не се зголемува бројот на вработените, но ќе има реорганизација се со цел новите институции да бидат пофлексибилни и максимално да им служат на граѓаните. Знаете, во моментов во делот на спортот вие имате отприлика десетина институции кои што или јавни предпријатија кои што се занимаваат со управување на некакви спортски објекти. Овие вработени секако може да бидат преземени во новото Министерство за спорт, на истиот начин како што јавните предпријатија ќе бидат под една капа под Министерството за спорт. Сличен е случајот и со енергетиката. Јас повеќе би рекол дека не е проблем превработеноста како таква, туку немањето доволно кадар на определени работни места кои што ни се дефицитарни, а пак превработеност на други работни места. ВМРО ДПМН во програмата 1198 објави дека има во план намалување од 10% на бројот на јавни институции, предвидуваат укинување на позицијата заменик директор, како и намалување на управните и надзорните одбори и бројот на учесници во нив, за да се намали бесполезното трошење на народни пари.